Термин за Аргумент Плюс, почитувани гледачи, добро вечер од мене. Вечерва политиката е во фокус на ова издание. Разговарам со Александар Кржаловски, директор на МЦМС. Често ве велим и политички аналитичар, но како и да е, добре дојдовте и благодарам за прифатената покана. Добро веднаш. Едно сценарио имав од почетокот на денот, инцидентот во Куманово, обид за убиство, имаше партиски реакции дотаму, што матичната дуи на докторот што беше застрелан, кажа дека ова е обид за атентат што се случува во ек на изборна кампања. Доцна попладнево, малку поинаква разврска на тој инцидент, кој секако е инцидент брутален и треба да се осуди. Сепак некои приватни причини стојат позади сето тоа, неговата сопруга е приведена, барем така рекоа од полицијата. Но ние имавме минатата недела инциденти со кандидат за советник во Виница со камен дупната глава. Изминатиот период слушаме една малку чудна реторика, еве зборуваме за сознанија, за можен обид за убиство на кандидат за градоначалник од Дуи, за кој премиерот можеби знае. Па имаме зборови од типот на орли, зајаци, загари, албанофоби, криминалци, предавници, расипници и така натаму. Кржаловски, средина сме на втора недела од изборна кампања, уште толку недели до денот на изборите. Ако ви речам една оценка за амбиентот во кој се спроведува кампањата. Па за моја среќа можеби поголем дел од овие 2 недели не бе во државата, малку во околината во Албанија и Босна, па на некој начин сум малку изолиран од сите овие настани, но секако ги следам вестите и за жал, како и на секој изборен циклус, повторно доаѓаат до израз, да не речем, непријатните теми или пренагласените реторики, бидејќи во поголем дел од останатиот период не се вообичаени вакви и реторики и закани, така да речем. Добро е што низ годините некако барем се подсмири ситуацијата. Порано имавме и смртни случаи или убиства заради изборите. Додуши имаше проценки дека особено заради тензијата во Чаир, каде што веројатно единствената голема битка, така да речем, изборна ќе се води на овие избори, се најавува можности за насилство и тоа не е исклучено и до крајот на кампањата и на денот на изборите, иако пак ќе речем генерално напредувавме како држава во однос на тоа, но далеку сме од онаму кај што сакаме да бидеме меѓу европските земји, каде што овие работи се депласирани, меѓутоа и влогот се чини таму е подруг и луѓето почесно пристапуваат кон борбата за изборни функции, а не го гледаат како што мислам дека се гледа кај нас како раководење со приватни фирми, а не со државни ресурси. Во овој контекст сакам да го споменам и во понеделникот во анализа го споменав, овој преоден го викаат извештај од ИХР, ја малку се зачудив од експлицитноста на некои конструкции, можеби тој сигнализира нешто дека можеби нема да тргне баш како што очекуваме во мирни и фер демократски избори, но не ќе да преюдицирам, се разбира. Изборите ќе се одржат во општествен и политички контекст што станува длабоко поларизиран, недоволна застапеност на жени, контекст на ниска доверба на институции. Се спроведува во услови во време на засилени дебати околу неопходните уставни измени за напредок кон Европска унија, но и во услови на општествено незадоволство поради случајот во Кочани. Повторно се посочува долгогодишна загриженост за точноста на избирачкиот список, присуство на граѓани кои не се запишани на адресите во земјата. Навистина се изненадив како новинар, вообичаено ние добиваме вакви преодни извештаи кои што се компасна една оценка, нели, на се уште во предворје на тој изборен ден, но ова што можеме да прочитаме нешто меѓу редови и експлицитно да кажем. И јас професионално зарад нашата работа во МЦМС ги следиме и извештајве од ОПС за секои избори и би се согласил со вас за констатацијава дека е малку поексплицитно од вообичаено, обично се формулациите поопшти, доста и ги цитиравте
дел од главните забелешки. Она што е проблем со нашите политичари, речем, или партиите, дека не многу се секираат што пишува. Наместо да одиме во расчистување на сите тие забелешки и на секој избори веќе предходните забелешки да се вградени во изборниот законник, ние генерално партиите, дали моето чувство или впечаток е дека има консензус меѓу барем големите 4 партии, дека тука нема што да се менува. И генерално тие и кога ќе декларативно ќе најават дека ете од кога ќе освојат власта ќе влезат во темелна измена на изборниот законник, се формираат комисии, се до тоа, ама тоа не се завршува на време и потоа изговорат и опсе самиот вика 6 месеци пред избори не се менува. И после тоа има изговорат да не се смени. Има да прелани пред парламентарните избори се направи промена во тие 6 месеци, не беше никаква пречка нормално. Но за жал голем дел од тие пропусти не се тргнати, пак ќе речам зашто едноставно на големите играчи во партискиот свет така им одговара и генерално не гледам дека наскоро ќе се бидејќи за промена на изборните единици на дали да бидат 6 или да се сведе на една, дали да има отворени листи, тоа се зборува 10 години веќе и го пишува тоа во сите извештаи, ништо не се прави сериозно на тоа, но и овие другите работи како избирачкиот список, например, на пописот веќе има помалку луѓе него што има на избирачкиот список и веќе нема логика како да се објасни тоа, меѓутоа и тоа веројатно им одговара и со меѓу другото и за манипулација на резултатите, иако е и тоа. Да, и измените во изборниот законник се нотирани и во извештајот на ОПСО-ДИХР и се вели по толку голем број на измени сепак има одреден правен вакуум, недоследности кои оставаат простор за различни толкувања, но нема толку да се задржиме на овој извештај од ова што досега ве го кажавме, а ве прашав уште во првото прашање, можеме ли да очекуваме мирен изборен ден? Вака велат, ако ги слушате ставовите на партиите, опозицијата, особено ДУИ, се обвинува дека ќе биде генератор на дестабилизација. Од ДУИ велат, премиерот ова го говори една година, дестабилизација нема. Од друга страна, опозиционерите велат механизмите за контрола, разузнавачки служби за одржување на безбедност, се во раците на власта. И таа и де факто и де јуре е одговорна за безбедноста и за спроведување на фер, демократски и мирни предсе избори. Од што ќе зависи каков изборен ден, са 2 круга се, но првиот нели ќе биде можеби одлучувачкиот. Да, и веројатно ќе биде во поголем од вообичаено општини, веројатно ќе се решат уште во првиот круг. Пак ќе речам генерално напредуваме ние со квалитетот на изборите, особено изборниот ден. Генерално последните 3-4 изборни циклуси, 10 може 15 години, кога беше тоа убиство до 2006, мислам дека беше во изборите, дека напредуваме се помирни, помалку се оспоруваат, иако не е дека нема секогаш оспорување, и последните 2 пати имаше по 70 на приговори, мислам. Прашање како се третираат тие понатаму, но тенденцијата е кон подобрување и генерално мислам дека се стегнати повеќето механизми и системи на контрола и да се обезбеди фер и мирно одвивање на денот и верувам дека од 95% изборачки места и општини така ќе биде. Пак ќе речем веројатно е проблематично. Пак ќе речем од најавите од ОПС и од други извори дека тензијата е преголема во ЧАЕР и влогот таму е најголем, предпоставам, зашто значи предпоставам да се биде или да не се биде за ДУИ, да се добие таа градоначалничко место и логично тоа ќе си може да се манифестира на терен, но затоа па веројатно треба да се концентрира и ресурсите за од МВР и слично и за наблюдување на изборите да бидат повеќе таму, бидејќи нема многу логика да има многу наблюдувачи и од ОПС и локални на другите места каде што со години нема никаков инцидент. Зошто да се ова што се проблематични чувствителни точки. Точно така, да се концентрира напорот и да се превенира. Иде малку околу овие бројки, проценки, прогнози, има анкети, малку македонскиот политички блок да го анализираме. Извесно е таму, сите знаеме дека победата ќе ја понесе ВМРО-ДПМН, но веќе дебатата се води
Што ќе значи тоа победа на ВМРО ДПМН? Повеќе гласови во однос на парламентарните избори, односно помалку во однос на парламентарните, а иста позиција со локалните што беа 2021. ВМРО ДПМН мислам дека влегува со 42 градоначалници сега како позиција и град Скопје, еве ќе кажем и град Скопје бидејќи нели со поддршка на ВМРО ДПМН и коалицијата беше избрана Арсовска. Во првиот круг, како што сум забележала, на локалните избори изборуваме 21 320.300 гласови и вториот круг купно 446.000 гласови влегува оваа приказна. СДСМ влегува со 16 градоначалници, 266.000 нешто освоени во првиот круг. Сите анализи велат, па дури премиерот во едно интервју, ако се надева на некој излезност околу 900.000 граѓани, некој 43-44%, околу 50%, половина тоа би биле корпус на гласови кои ги очекуваат. И со таа математика ВМРО ДПМН би била во минус со 70.000 гласови во однос на парламентарните избори. Добро, логично да има помалку гласови вкупно од парламентарните, бидејќи излезноста на парламентарните секогаш е повисока отколку на локалните и веројатно така ќе биде. Проценките кои ги видов е сепак дека се движи околу 50% проценетата излезност на голем број се уште неопределени граѓани, што дава некоја така да речем најава дека ќе се постигне да речем излезност од 50% и во тој случај држи таа математика дека можеби ќе добијат сличен или поголем број гласови од минатите избори и да, веројатно за ВМРО ДПМН ќе биде успех било што над сегашниот број и за очекување тоа да го постигнат 42, веројатно меѓу 45 и 50 е проценката на додуше малку анкети на овој пат, а и ние не сме правеле, но тоа што гледам во објавите е дека тука е негде очекуваната. Пред некое време дури се спекулираше дали СДСМ воопшто ќе освои и една општина. Па добро, имавме изјава од премиерот кој рече СДСМ ќе освојат онолку колку што ние ќе им дозволиме да освојат, колку што ние ќе им поклониме. Ќе видиме, сепак се избори и затоа е интересно да видиме каков ќе биде крајниот резултат и сепак не е за очекување дека ќе остане без ни едно градоначалничко место СДСМ, но ќе има интересни борби во малку додуше општини. Поинтересно ќе биде на албанската страна, не знам дали. Да, имаме посебно прашање. За СДСМ се надеваат, барем така велат анализите и нивните функционери, дека оној корпус на гласачи кои што има намера да им се одмаздат и што преминаа во ВМРО како резултат не идеолошки или партиски, туку одмазнички, тој корпус ќе биде практично овие 70.000, 60.000 гласови, што ВМРО веќе не може да смета на нив, а веќе кај СДСМ ќе ги нема како минус. Што може да се смета за некој скромен успех за опозиционерите? Ја би сметал за успех се над 5 градоначалници ако успее СДСМ да освои овој пат. Проблемот што тука не е пропорционален нали системот, тука сека општина си е башка муабет, односно башка избори и е мнозински и еден победува на крај. Така да таму поголеми шанси се ако успеат да влезат во втор круг на повеќе општини, па тогаш сите што природно се опозиционери, така да речем, што е нормално. Дури да гласале за ВМРО ДПМН на парламентарните, ако за година дена не се задоволни, ќе гласат за било кој друг, само не за. Да. И тука е шансата, ако имаат кандидати во втор круг, кои се релативно блиску со кандидатот на ВМРО ДПМН, дека најчесто, најверојатно ќе бидат тие борби или друг против кандидат, да така успеат да освојат и некоја општина плюс, но тешко ќе биде да. Може ќе имаат, секако ќе имаат веројатно втор најголем број гласови вкупно на целата територија, но на секоја општина ќе биде тешко да добијат градоначалници. Во албанскиот блок читаме анализи, вие ги знаете, дека практично таа пресметка, нели метафоричка изборна пресметка помеѓу Вреди и Дуи коалициите, да ги кажам што ги предводат, ќе биде пресудна не само за нив самите, туку пресудна и за некое идно
можно ново владино мнозинство, преструктурирање на влада, па дотаму се оди со анализите дека од тоа ќе зависи некоја можеби, како се вели, консензуална, некоја широка влада. Различни се анкетите, колегите од албанските медиуми реферуваат различни анкети, некогаш предност за Дуи, некогаш нели за Вреди, но велат мегданот нели за таа политичка пресметка е олицетворен во Меджити, во Бујар Османи, во Чаир. Така е, и се укажува на тоа, иако ќе биде доста интересно, прилично насекаде и тетови гостивари, Кичеви, Струга, да видиме како ќе биде, и секако помалите, бидејќи сега беше Дуи ги немаше големите општини, Тетово, Гостивар, Чаир, но ги имаше повеќето други општини. Прашање сега како тоа ќе се одвои, и би рекол повеќе летоска имаше такви спекулации како што кажувате за што ова би значило, кога притисокот до Дуи беше поголем за дали да се прават и предвремени избори заедно со овие, кога тоа пропадна. Сега барем на Дуи наративот или приказната е дека ако нели изборите покажат се уште доминација на, или не толку доминација, туку водство, бидејќи пак ќе излезе прилично изедначено, но Сметате дека ќе бидат изедначени ако споредиме на ниво на државата сега, или не само Чаир? Во број на гласови веројатно да, не верувам поише 10-20 илјади. Велиме број на гласови преку советнички листи, тоа го земаме како репер. Например, или вкупниот број освоени гласови, ама тоа нема да се рефлектира во број на граначалници, може да биде многу блиску, а уствари сите или повеќето граначалници да отидат на една страна или на друга. Јасно. И тука е тешко да се процени во моментов, без прецизни, поопштени анкети. Но, да речеме, ако се гледа по бројот на гласови или рефлектирано во советници, не верувам дека ќе биде толку различна таа бројка, за да Дуи демонстрира дека е доминантен фактор во албанскиот блок, за да предизвика или избори, или промена на владината коалиција. Плюс, мислам дека и ВМРО ДПМН се постави прилично, како да речем, кохерентно во однос на владината коалиција, и дека и со знамева, дури ги плаќа рекламите за знам во ова, а мислам дека е отворена поддршката на Влен во оваа кампања, така да не гледам дека било што да се случи како резултат, дека ќе влијае на ВМРО ДПМН да размислува и за предвремени избори и за промена на коалицијата. Не верувам дека Добро, ова е така, но сепак вие велите ако Дуи остане како доминантна партија, но се блиску. Некои викаат, велат во ова студио, ако Дуи сепак освои некое поситно мнозинство во однос на Вреди, ја прашувам, победа е победа математички. И еден глас повеќе значи дека конкретната коалиција, која и да е победник на тие избори, има легитимно право, математички и со еден глас, да бара и по основ на легалитет и на легитимитет, и предвремени избори, и други можни опции. Сакам да прашам што е ова ако остане доминантна партија. Кој ни е реперот, мерката единица меѓу тие две коалиции? Да, тоа е Дуи го застапува дека ако бројките покажат дека тие се во водство, као што например имаат повеќе пратеници, нели, ама тоа не беше доволно за да влезат во. Не, математички само го прашувам, 50 и 51 веќе, 49 и 51 различни. Иако нели памтиме до изборите 2016 си важеше договорот во мајскиот, како го викаа на Груевски и Ахмети, победник со победник. И тоа се применуваше до тие избори, но точно Дуи го прекрши тоа. И затоа тие го загубија, да не речем правото, да се повикуваат на тоа право или на тој джентлменски договор што го има. Точно така, иако точно тоа го користат, нели, за дека другиве немаат легитимитет, ама тоа не е битно. На крај криштата во цела Европа не ја составуваат владата најголемите партии, туку водечката со кого што ќе избере. Така е, Кржаловски, точно ова што го говорите, но во пракса кај нас, кога се тоа ќе го пресликаме во гласовите и позициите во парламентот, ние ќе се доведеме во ситуација каде што ни е потребно двотретинско мнозинство бадентер, да не можеме да ги изгласаме законите за кои овдека 3 децении говориме реформски закони, реформска агенда, преземавме обврски со планот за раст.
Сето тоа треба да се бутка, ние МТВ не можеме да спроведеме реформи, јавен сервис, тоа е јавно предпријатие, јавен сервис. Ми имаме директори на институции каде што се земаат плата во илјадници евра, седат со истечени мандати со години. За тие смени и за тие промени потребен е бадинтер, потребно е двотретинско мнозинство. И владата идна или сегашна, најетничка да биде еве македонска, велам, со македонски министри и 80%, дали тоа ќе биде функционален систем за наше функционирање? Да, сад да не навлегуваме од Охридски договор и сето тоа што е направено. Да, многу работи. Ние се не можеме тоа да го оспоруваме, тоа е наша реалност. И така и одговор на прашањето дека сепак мора да се имаат тие баланси и заради, например, закон за локална самоуправа требаше да се донесе летоска, не е донесено од истата причина и буквално од политички причини дуи не го поддржува. Не гледам никаква причина зашто да не го изгласа, освен ете им се може, зашто нема бадинтерово мнозинство и тоа е тоа. И за жал тоа е, мада гледаме дека во целиот свет станува така, дури во Соединетите американски држави почнаа скоро секоја одлука да е партиска. Нели оние се гордеа со тоа bipartisan, дека има за секоја одлука има и демократи и републиканци што гласаат и обратно што се против, а сега се повеќе се поларизира и исклучува на партиски линии се делат, се работи така. Сакам да речам дека апсолутна власт на сите нивоа не значи функционална држава и дека и целото мнозинство и победата на ВМРО ДПМН и идната обстојување во коалиција со Влен не значи дека ќе имаме функционалност. Ова околу консензуална влада се врти веќе, дел од колегите го напише и по колумни, во контекст дека ова што го вели ОДХР, уставните измени сега фино си ги држиме нели на страна, ама мислам дека и кошта минатата недела даде изјава и ве доаѓа, мислам фон дер Лајен сега во среда, околу тоа квалификувано мнозинство гласање, и тоа малку далечно околу Европската Унија за гласањето, ама очекуваат дека кога ќе ни заврши изборниот процес кај нас, дека ќе има некој рестарт на разговорите, преговорите со Бугарија. Сега во тој контекст се става потребата таа од консензуална влада и плюс некои дополнителни информации дека сепак економијата не е баш така сјајна кај нас, па да се премостат и некои економски прашања. Возможно е како сценарио или ова е замислена ситуација на опозиционерите? И јас мислам дека нема посебна основа. Прашање она што рековте претходно, дали нешто ќе се помести во однос на Бугарија. Ако не се лажам, имаше изјави дали од премиерот или од некој од релевантните министри дека се очекува многу поинтензивен напор, дали со Европска унија, дали директно со Бугарија или што после изборите или уште поверојатно после Нова година. Но пак ќе речем, не верувам дека тоа ќе има врска со каква е композицијата на владата, дека едноставно веќе поминува година и пол, ќе поминат скоро 2 од изборите. Влен, меѓу другото, влезе во оваа влада со некој такво ветување, да не притиска да биде баш за 6 месеци, ама еве поминува и година и 6 месеци, и нивната база ќе очекува некој поместување. Од друга страна, мислам дека ВМРО ДПМН се обиде со тоа што го најави на изборите парламентарни со Бугарија, да издействува некакви отстапки, дали одложено дејство, дали промена преговарачка рамка, дали да се регистрира некој здружение во Бугарија, ама сето тоа беше торпедирано од бугарите во овој период и ништо не помина. Дали и што имаат уште за играње карти е прашање, бидејќи не гледам дека Бугарија би попуштила под било која основа или по било која цена. И прашање дали европјаните колку им е битно да се вклучиме во оваа рунда сега кога Црна Гора прилично известно ќе ги заврши преговорите, ако не до крајот на 26-та што планираат, сигурно во 27-та. И во тој случај, можеби не во 28-та, ама 2030-та би било планираниот датум за пристапување. За Албанија уште има дилеми, иако направила побрзо Албанија Црна Гора. Албанија се дитира поглавијата во преговорите. Да, има политички причини дали ќе влезе во тоа, ама очигледно ќе се оди на некаков пакет, бидејќи и сите земји треба да гласат и некои имат референдуми и не се исплати се дали за Црна Гора, сакаат во еден пакет да ги стават тие гласања за да се види дали тоа ќе помине. Ама за да
и ние стигнеме таму, навистина треба да почнеме веќе со преговори. Да, оваа тема комплексна е, нели, многу сложена за коментирање. Сега политичарите, мислам, спорадично за дневна употреба партиските лидери ја користат, ако треба да се кажат кој го продаде името, зошто го продаде, каде е куферот со пари на Борисов и така натаму, и кој има бизниси и пасоши во Бугарија, во Пловдив, тука во близината негде. Комплексна е темата. На крај само сакам да прашам, ги спомнавте анкетите, тоа сакав еве на крај да го прашам, зошто навистина имаме чувство дека изостануваат анкети? Рано е, ќе почувствуваме канонадата последната недела, следната недела, вие кога планирате да се опипа јавното мислење, по кој принцип? Па, мојот проблем е зошто партиите не ги објавуваат своите анкети, особено тие што им одговараат. Ајде, кога губите, па да разберам, ама знаеме дека прават нон-стоп, знаеме дека голем дел или сите пари од тоа се од државниот буџет преку политичките институти што нели си ги изгласаат, 4 милиони евра се даваат на партиите за тие намени, меѓу другото, и ако е така, значи се јавни пари, треба се јавно достапни податоци, зашто да ги кријат тие анкетите, тие секоја треба да биде објавена. Што е проблемот? Да, без разлика на резултати. И затоа ние ги правевме. Има проблем. Да. Има проблем. Вие кога планирате? Планирате како планирате? Не планираме за оваа година, барем за локалниве, но гледам Институтот за политички истражувања Скопје прави редовни, прави по општини, така да се релевантни се нивните, а верувам сепак ќе излезе некоја друга од анкетните. Дека вие се известни резултатите, затоа не планирате или има друга причина? Па и финансиски, и примерно е ова што ја кажав, значи знаеме дека ги има, знаеме дека се платени се јавни пари, зошто не се достапни? Не сакате вие да вршите работата, мислам, партиите си ја вршат, само треба да станат транспарентни. Само на крај за Скопје прашувам, ќе добиеме градоначалник во прв круг? Не би се осмелил да прогнозирам, мислам дека премногу кандидати има за да се успее, да, не верувам дека ќе може од прв круг, не е невозможно, но лично не верувам. Да, интересни се тие математики, постојат и дури можност, гледав некои податоци од претходните локални избори, мислам дека беа Сарај и Липково со излезност од тие минималниот праг 33%, добија градоначалник уште во првиот круг со тој низок праг, па дури имаше општини со по 4-5 градоначалници, добија во првиот круг, тука е едноставна нели математиката, 50 плюс 7 и го добиваме победникот. Александар Кажаловски, ви благодарам за овие 30 на минути, мислам дека сме Да, почитувани гледачи, да, овдека го одјавувам ова ново издание на Аргумент Плюс и се одјавувам од овој информативен појас. Пријатно од мене.